Господ Исус, да им се одмаздува на оние кои не го познаваат Бога, кои не го послушаа Евангелието на нашиот Господ Исус Христос. Дали второто Христово доаѓање и судот ќе се случат во исто време на последниот ден? И кога седеше во Маслиновата гора, дојдоа кај него учениците негови насамо и му рекоа: Кажи ни кој ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот. Ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци, со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас, и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Причината зошто Христос доаѓа по втор пат не е да суди, туку да ги спаси избраните. Значи, за да бидеме спасени, мора да се сретнеме со Христос кој се појавува на облаците пред последниот суд со оган. Тогаш, што значи облакот? Дали се тоа облаците на небото? Облаците се библиска парабола која го означува телото. Тоа на небесните облаци како да идеше Синот човечки, дојде до старецот и застана пред него. И нему му се даде власт, слава и царство. Ова е пророштво за Исус на кого Бог му дал власт, слава и царство. Исус дојде на оваа земја во тело исто како и другите луѓе. Сепак, Библијата вели дека Исус ќе дојде со облаците. Зошто Библијата го споредува телото со облаците? Прво, тоа е затоа што исто како што облаците ја покриваат сончевата светлина, така и телото ја покрива светлината на Божјата слава. Второ, тоа е затоа што исто како што сите нешта оживуваат преку дождот од облаците, така и Бог доаѓа во тело и го спасува човештвото преку зборовите на водата на животот. Во времето на првото Исусово доаѓање, учениците, кои разбрале дека облаците го означуваат телото, поверувале во Исус и примиле спасение. И при второто Исусово доаѓање, луѓето, кои сваќаат дека облаците го представуваат телото, веруваат во Христос Ахнсхангхонг и примаат спасение. Се надеваме дека апсолутно ќе верувате во пророштвата од Библијата, ќе го примите Христос Ахнсхангхонг, кој дојде во тело и ќе бидете спасени.